Good evening. This is Peter Vertkovsky on 2NUIFM 103.7 in Newcastle in Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редоследни програми со вас е вашиот водител и уредник на македонската радиопрограма овде во Ньюкастел, Австралија, Пеце Вртковски. Да ги проследиме и соопштенијата. Австралиска турнеја 2025 се организира концерт овде во нашиот град Ньюкастел во сабота на 3 мај во нашиот македонски културен центар со најпопуларните од наша убава Македонија, а тоа се Борче Наумовски министерот, Анета Арсовска, маестро Кирил Стојчевски, Стивен Стојчевски, Гоце Петрески, Бананата. Сите сте добро дојдени. За карти кај мене Пеце Вртковски 0411 673 073. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49 684 649, а полните да ги донесите кај Стивен во сабота на 26 и недела на 27 април. Како што знаете, се одржува ручек во нашиот македонски културен центар секој вторник од 9:30 до 1 сатот после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30. После се дава ручекот. Сите заинтересирани јавете се кај Сузи Лајмановска на 0431 11 7602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Школо и игрална група. Придружете се на часови по македонски народни игри и танцови, да ги откриете енергичните ритми и традиции на македонската култура преку танц. Дојдете секоја среда од 5 сатот после пладне во нашиот македонски културен центар на 14 Скул Стрит Бродмедо, за да научите традиционални македонски ора во забавна и пријатна атмосфера. Еве зошто треба да се придружите. Прво, поврзете се повторно со нашата македонска култура. Воздигнете го богатството и наследството на Македонија, а потоа пренесете го и на идните генерации. Второ, запознајте нови пријатели и изградете нови и трајни пријателства со наши луѓе со заеднички интереси.
Трето, останете активни и здрави. Танцувањето е одличен начин за да останете фит, додека се забавувате со пријатели од македонската заедница и пошироко. Четврто, научете нови ора и начин за како да се приклучите за свадби, прослави и гранки во македонската заедница преку овие ора и танцови. За сето ова не е потребно искуство, за сите возрасти е добре дојдено, вклучувајќи ги најмалите деца, млади, возрастни, сите се добро дојдени. Ве очекуваме сите заинтересирани секоја среда од 5 сатот попладне во нашиот македонски културен центар во Њукастел. За повеќе информации обратете се на Facebook страницата на македонската заедница Њукастел. Исто така да најавиме дека игроците може да идат од 3 до 30 годишна возраст и постари. Сите сте добро дојдени секоја среда од 5 сатот попладне во нашиот македонски културен центар. Сите заинтересирани да бидат членови во нашето македонско пензионерско друштво Гоце Делчев од Њукастел може да се плата својата чланарина за ова година по $10 по лице. Исто така може да се платат чланарината за македонската заедница при Македонскиот културен центар овде во Њукастел по цена од $15 по лице. А сега да проследиме нешто и за вестите од Македонија. Ташковски за ДУИ, СДСМ и Лавица вели: политички паразити на кои им пречи расчистување со криминалот. Приврзоците на ДУИ и политичките паразити денес глумат глас на совеста. Министерот Ташковски преку Фајсбук одговори на секојдневните напади на ДУИ, СДСМ и Левица, кои обвинуваат дека истрагата за Кочани ги штити функционерите на ВМРО ДПМН. Трите партии според Ташковски се здружени бидејќи им пречи што Македонија конечно почна со расчистување со корупцијата и ставање крај на политиката и неказнивоста. Левица се игра со гневот на народот. СДСМ не поднесе одговорност за ниту една трагедија, а ДУИ да одговори каде е, груби. Ова не е само моја битка, ова е наша битка. Ова е битка на сите граѓани кои 30 години живеат во држава во која политичката елита си играше фудбал по канцеларии и ја шутираше Македонија како топка. Денес, наместо тие да ја шутира државата како што сакат, законот почна да ги удира токму таму каде што најмногу ги боли. Правдата почна да тропа на вратата на секој оној кој мислеше дека таа никогаш нема да го посети. И таа правда нема да се врати назад без резултати. Ако нападите се цена што мора да ја платиме за ова, тогаш јас сум одговорен, подготвен секој ден да ја плаќам затоа што ова не е само политичка битка. Ова е враќање на Македонија, таму каде што е местото, во рацете на граѓаните, а не во рацете на криминалците, се вели во реакцијата на Ташковски. Наместо да се жали на Фајсбук, Ташковски да си поднесе оставка како минимум чин на лична одговорност му порача на СДСМ, началници, командири, луѓе од БЈБ, па дури и полицајци што биле таа вечер на лице место, никој од нив не е ниту повикан, ниту истражуван. Тоа е срамно. Тоа е директно доказ за селективна правда. Има ли поголем доказ за морален пораз од тоа што советничка од вреди денеска вела дека интерпелацијата е депласирана бидејќи 30 дена се прекратко род за да се дава оценка како се води. Коцевски пак вели: издадена наредба за приведување на 7 нови полициски службеници за пожарот во Кочани. Уште 7 полициски службеници ќе бидат приведени во врска со трагедијата во дискотеката Пулс во Кочани. Државниот јавен обвинител Лјупчо Коцевски вечерва изјави дека има издадено наредба за приведување на нови 7 полициски службеници кои во текот на утрешниот ден ќе бидат изведени пред судија на претходна постапка. Во моментот им јавија дека има судска наредба за приведување на нови 7 полициски службеници и во моментот трае нивното приведување.
во текот на утрешниот ден ќе бидат изведени пред судија на претходна постапка, рече Коцевски во интервју за телевизија Телма, не сакајќи да изнесува повеќе детали во интерес на истрагата. Државниот јавен обвинител не ја исклучи можноста да бидат приведени и други полициски службеници до завршување на истрагата. Претходно беше поведена истрага за 7 полициски службеници во пожарот во дискотеката во Кочани. Загина 61 лице и 193 беа повредени. Николовски вели: Македонија нуди услови за отворање на добро платени работни места. Со овие средби се надеваме дека ќе се привлечат инвеститорите во Македонија. Ќе се отворат нови добро платени работни места и државата може да напредува, изјави вице-премиерот Николовски. Министер за транспорт, туризмот, инфраструктурата, образованието се секторите на кои се фокусираме на соработка со Обединетите арапски емиграти. Имаме бројни средби во овие неколку дена, ќе потпишеме неколку договори за економска соработка, а се обидуваме да договориме уште најмалку 2 лета со Рабин, истакна вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски во рамки на официјалната владина посета на Обединетите. Ја продолжуваме посетата на делегацијата предводена од премиерот Христијан Мицковски денеска осварува средби со бизнис коморите во двата големи емирати, Емиратот Шарц и Емиратот Дубај. Зборуваме за можностите за инвестициите во Македонија, во делот на инфраструктурата, туризмот, во делот на земјоделието. Зборуваме за големи можности што ги носи туризмот во Македонија и планинскиот и езерскиот, исто така за коридорите 8 и 10, кои се значањи за поврзување на цела Европа, не само за Македонија. Ги презентираме пред стопанските комори во Обединетите арапски емирати, како начин за привлечување инвеститори во Македонија, рече Николовски. Посочи дека и политичкиот дел на посета е исклучително значаен. Имавме исклучително добра средба со претседателот на Обединетите арапски емирати. Во текот на утрешниот ден ќе имаме средба со премиерот, а денеска на ниво на министри ќе бидат подпишани неколку значајни договори за економска, образовна и туристичка соработка, што ќе допреносе за уште побрз развој. Зборуваме за директно спојување меѓу веќе имаме договор со Fly Dubai за лет Дубај Скопје, кој наскоро треба да започне, а зборуваме и со Air Arabia за отворање на најмалку 2 лета, од кои еден се надеваме дека ќе биде кон Охридскиот регион, како дополнително би се развил туризмот. Со овие средби се надеваме дека ќе се привлечат инвеститори во Македонија, ќе се отворат нови добро платени работни места и државата може да напредува, изјави вице-премиерот Николовски. Продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Само за тебе. Една голема благодарност од управниот одбор на Македонскиот културен центар овде во Њукастел до Лупчо Кантаровски за неговата хумана, доброволна работа во црковниот храм со бојадисување на целиот внатрешен простор во храмот. Да слушнеме убавата песна. Колку мислам
славам, мајко моја, душа дурда изгори. Ај, само за тебе. Ај, само за тебе. Тие твои вишени гори, ко песни распеани. Тие твои бистри води, ко бисер разиграни. Ај, земјо мајчице, ај, Македонијо. Тие твои вишени гори, ко песни распеани. Тие твои бистри води, ко бисер разиграни. Ај, земјо мајчице, ај, Македонијо. Со песната Моме моли Бога. Уште една благодарност за хумана доброволна работа во нашата православна црква овде во Њукастел од страна на нашиот редовен работник Симе Крстиновски. Ова благодарност е од управниот одбор. Моме моли Бога, мамо, моме моли Бога. Роса даза, роси мамо вардар, да дотече. Роса даза, роси мамо вардар, да дотече. Роса ми зароси, мамо, роса ми зароси. Вардар ми дотече, мамо, матен, па и крва. Вардар ми дотече, мамо, матен, па и крва. Вардар ми довлече, мамо, Вардар ми довлече. Вардар ми довлече, мамо, шарена кутија. Вардар ми довлече, мамо, шарена кутија. Во кутија има, мамо, во кутија има.
раката има, мамо, на раката има, на раката има, мамо, прстен, бурма илија. На раката има, мамо, прстен, бурма илија. На прстенот пише, мамо, на прстенот пише, на прстенот пише, мамо, име Димитрија. Име Димитрија, мамо, јунак македонски.
Почитувани слушатели, продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Битола, моја битола. На нашата многу сакана и поштована сопруга, мајка, ќерка, сестра и тетка, како и свекрва и девер, Анета Белевска Бакстен, со наискрени желби и честитки, од се срце и го честитаме 50-тиот роден ден, воедно честитаме добро здравје, убава среќа и голем успех во иднина во придружба на сите нејзини сакани и најмили во фамилијата. Овие убави од се срце честитки се посакани од сопругот Евен, ќерката Наталија и синчината Зајвија и Микел Бакстен. Во убавата честитка се придружува мајката Ваница Белевска, сестрата Снежана со Дајвет, децата Лука и Сачи Бенел, сестрата Мери со Ричет и децата Лио и Татјана Хајнц. Исто така честитки спраќа и свекрвата Лин и деверот Глен со фамилијата Бакстен. Со песната Среќен роден ден на нашиот сакан и многу поштован син, брат, внук и братучет Зајвија Бакстен. Од се срце со наискрени желби и честитки му го честитаме 16-тиот роден ден. Воедно му посакуваме убаво здравје, голема среќа и успех во школото и спортот. Овие искрени од се срце желби се посакани од таткото Евен, мајката Анета, сестрата Наталија и милото братче Микел, како и бабата Лин и стрикото Глен, сите Бакстен. Во истата честитка желби посакуваат и баба Ваница Белевска, тета Снежа со Дајвет и брачедите Лука и Сачи Бенел, тета Мери со Рич и брачедите Лио и Татјана Хајнц.
земја сите сме. Але денес ми е роден ден, нек се пие, нек се врти се, небо земја сите сме. Среќен роден ден! Денес ми е роден ден, нек се пие, нек се врти се, небо земја сите сме. Але денес ми е роден ден, нек се пие, нек се врти се, небо земја сите сме. Со песната од Битола појдов на внуката Анета Белевска Бакстен и го честитаме 50-тиот роденден, исто и посакуваме добро здравје, убава среќа и голем успех во иднина во работата. Исто на превнукот Зајвија му го честитаме 16-тиот роденден, голем успех во школото и спортот. Овие се желби посакани од војкото и дедо Пеце и војната и баба Лила Вртковски со фамилијата. Од Битола појдов, во Прилеп дојдов. Прилепските моми, сите тутунарки,
Соопштение од свештеникот Пецо Петровски по повод најголемиот празник над празниците, како го нарекуваме Христовото воскресение, празникот Великден. Утре понеделник 21 април, втор ден Великден, службата од 9 од сабајлето. Вторник 22 април, трет ден Великден, службата од 9 од сабајлето. Нека се од Бога благословени деновите кои ги славиме со многу здравје и среќа во сите домови. Да го проследиме уште една соопштението од свештеникот Пецо Петровски по повод најголемиот празник над празниците, како го нарекуваме Христовото воскресение, празникот Великден. Утре понеделник 21 април, втор ден Великден, службата од 9 од сабајлето. Вторник 22 април, трет ден Великден, службата од 9 од сабајлето. Нека се од Бога благословени деновите кои ги славиме со многу здравје и среќа во сите домови. Бели јајца, баба вари, па ги бои во безброј шари, па по обраче ме гали, да сме среќни, да сме здрави. Наша страна лице света, каква тајна крие, се радува пролет светна, камбана бие, да сме среќни, да сме здрави, слушам џелби разни, цел свет дене слави, Великден е голем празник, Великден е голем празник. Бели јајца, баба вари, па ги бои во безброј шари, јас ги боев, шарам сама, се забато, тато, мама. Наша страна лице света, каква тајна крие, се радува пролет светна, камбана бие, да сме среќни, да сме здрави, слушам џелби разни, цел свет дене слави, Великден е голем празник, Великден е голем празник. Наша страна лице света, каква тајна крие, се радува пролет светна, камбана бие, да сме среќни, да сме здрави, слушам џелби разни, цел свет дене слави, Великден е голем празник, Великден е голем празник, цел свет дене слави, Великден е голем празник, Великден е голем празник. Да проследиме нешто и за здравието. Кога главоболката е симптом на тумор? Главоболките се вообичаен непријатност, но некои од нив може да бидат знак за посериозни здравствени проблеми кои што никогаш не треба да ги игнорираме. Британскиот невролог доктор Стивен Алдер имено истакнува дека понекогаш главоболката е симптом на тумор во мозокот и таа се јавува кај 50 до 60% од пациентите. Туморите може да завземат простор во черепот, предизвикувајќи оток или блокирање на протокот на цереброспијалната течност, што доведува до зголемен притисок врз мозокот. Покрај тоа, туморите може да ги притиснат или истегнат чувствителните ткива, например крвните садови или нервите, предизвикувајќи болка, појасни лекаров. Механизмите со кои што туморот предизвикува главоболки вклучуваат зголемен интрактијанилен притисок, директна иритација и промени во протокот на крвта. Главоболките поврзани со тумор на мозокот имаат различни одлики што прават тие да се разликуваат. Следат 5 признаци. Постојани главоболки што само се влошуваат,
За разлика од типичните главоболки од напноста или миграна, доктор Алдер, инакум предавач по биомедицински науки на Универзитетот на Централниот Ланкшир, вели оти главоболките од тумор на мозокот има тенденција да се влошуваат со текот на времето. Ова прогресија може да вклучува зголемување на интензитетот, зачеснетоста или времетраењето на болката. Утрински главоболки. Долгото лежење се вели може да го зголеми притисокот во мозокот. Тоа значи дека луѓето кои страдаат од тумор на мозокот може почесто да имаат главоболки наутро, по будењето без оглед дали се наспани. Болка во една област. Главоболката во одреден дел од главата може да укажува и на местото на туморот поради притисок на мозокот или блокирана течност. Отпорност кон вообичаено ослободување од главоболките, за разлика од типичните главоболки, оние кои што се поврзани со тумори на мозокот честопати не реагираат добро на лекови против болки што се издаваат без рецепт, како што се парацематол, ибупрофин или аспирин. Ова сознание може да биде клучен знак за предупредување. Други симптоми. Главоболките од тумор на мозокот често се придружени со други симптоми кои што укажуваат на зголемен притисок во черепот или врз мозокот. Ова може да вклучува гадење и повраќање, заматен или двоен вид, напади на паника, мускулна слабост или вкочанетост. Кога да побарате помош? Доктор Алдер наведува дека ако главоболките се повторуваат и се разликуваат од вообичаните главоболки, важно е да се консултирате со лекар специјалист. Треба да се испитаат оние главоболки придружени со невролошки симптоми, како што се вкочаненост, слабост или тешкоти во говорот. Тешките главоболки кои што не реагираат на вообичаните лекови, стручњакот вели оти и за нив треба медицинска помош. Совети за долготрајна свежина на цвеќето. Цвеќината внесуваат посебен шарм, ведрина и радост во секој дом, па доколку жената добие посебен цвет или букет како подарок, можно е на едноставен начин да се зачува неговата свежина и до 10 дена. Имено првиот чекор за зачувување на свежината на цвеќето е правилно сечење на стеблото. Тоа треба да се исече под агол од 45 степени, додека се уште е под вода. Додека подстапка го спречува влегувањето на воздух во стеблото, со што се овозможува подобро впивање вода. Корисно е водата во садот во кој што се чува цвеќината секогаш да биде свежа. Совет за тоа: менувајте ја секојдневно и за да се ја спречи развој на бактерии што го забрзува гниењето. Се советува и да се избегнува користење премногу ладна или премногу топла вода. Најдобрата температура на водата за повеќето цвеќина е собна температура, што овозможува подобра апсорбција на вода и подолг животен век на цвеќето. Спрај со млака ладна вода е корисен за ливчината. Повремено попрскување помага да се задржи влагата на растението. Исто така треба да го држите цвеќето советот подалеку од овошје, бидејќи тоа испушта етилен газ, што може да го забрза процесот на гниење. Како и со промената на водата, неопходно е периодично да се чисти вазната од наслаги на алги и нечистотија. Исто така се препорачува вазната со цвеќето да се стави на ладно и темно место, подалеку од директната сончева светлина, но и провев. Прекумерно сонце и топлина имаат негативен ефект врз цвеќето. Постудена средина од друга страна му помага да остане свежо подолго, пишува порталот Кликс. Покрај тоа треба редовно да ги отстранувате штетните листови и лисја и цветовите, бидејќи сувите делови го забрзуваат процесот на гниење. За дополнителна нега на цвеќето може да се додаде и малку шеќер во водата. Тоа ќе послужи како хранлив извор на енергија за цвеќето, а малку оцет може да ја одржи водата свежа. А сега и другите соопштенија.
Како што знаете, се одржува ручек во нашиот македонски културен центар секој вторник од 9:30 до 1 сатот после ручек. Се игра бинго од 10 до 11:30. После тоа се дава ручекот. Сите заинтересирани, јавете се кај Сузи Лајмановска на 04 31 11 7602. Сите сте добро дојдени, без разлика на годините. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Стивен Колтовски на 49 68 4649, а полните да ги донесите кај Стивен во сабота на 26 и недела 27 април. Австралиска турнеја 2025 година. Се одржува концерт овде во нашиот град Ньукастел во сабота на 3 мај во нашиот македонски културен центар со најпопуларните од наша убава Македонија. А тоа се Борче Наумовски министерот, Анета Арсовска, маестро Кирил Стојчевски, Стивен Стојчевски, Гоце Петревски Бананата. Сите сте добро дојдени. За карти кај мене Пеце Вртковски на 0411 673 073. Каква среќа ми те донесе, кој те створил како за мене. Кога не можам, јас да продолжам, кога не можам да издржам, кога животот ме крши на пола, ти ми даваш сила голема. За тебе, милион бакнежи јас чувам, само да си крај мене, само за тебе, мила за тебе, ова моје лудо срце изгоре. За тебе, душо за тебе, милион бакнежи јас чувам, само да си крај мене, само за тебе, мила за тебе. Срце изгоре. Ти ме правиш да се радувам, се што било да заборавам, и во темнина да си најдам спас за ваков човек како што сум јас. Кога сум на врв и кога сум на дно, заедно во добро и во зло. За тебе, душо за тебе, милион бакнежи јас чувам, само да си крај мене, само за тебе, мила за тебе, ова моје лудо срце изгоре. За тебе, душо за тебе, милион бакнежи јас чувам, само да си крај мене, само за тебе, мила за тебе, ова моје лудо срце изгоре. За тебе, душо за тебе, милион бакнежи јас чувам, само да си крај мене, само за тебе, мила за тебе, ова моје лудо срце изгоре. За тебе, душо за тебе, милион бакнежи јас чувам, само да си крај мене, само за тебе, мила за тебе, ова
Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. Имајте пријатен ден и чувајте го вашето здравје. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминативе 60 минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM 103.7 in Newcastle in Nehanta. This is Peter Vrtkovski. Please join me next Sunday, same time. Good night.